Под знак прашалник е доведен почетокот на второто полугодие од учебната година. Конфедерацијата на слободни синдикати останува на ставот во среда да одржи предупредувачки протест пред зградата на владата, како што најави претседателот Благојар Алповски. Образовните работници ќе протестираат во 5 минути до 12 часот. Според него протестот ќе се одржи доколку до 16 јануари претседателот на владата Зоран Заев или овластени представници на владата не организираат работна средба со цел договарање на заеднички решенија за надминување на состојбите и барањата на образовните работници. Нашите барања се повисока плата за достоинствен живот, усогласена плата со минималната плата, исплата на К15 во јавниот сектор, пристојна работа без притисоци, мобинг на работно место, почитување на законите што ги штитат нашите права, исплата на додатоци на плата по теркот на народните пратеници, поголеми бенефиции преку колективните договори, почитување на колективните договори во целост, да се слуша и гласот на репрезентативните синдикати и да нема реформи за работниците без репрезентативните синдикати. По тој повод, еве ние ги повикуваме оваа прилика и ја користиме да ги повикаме сите синдикати во Република Македонија, кои што се сложуваат со нашите барања, посебно Сојузот на синдикати на Македонија, како и други граѓански и невладени организации, со цел истите со своји представници да учествуваат во јавниот предупредувачки протест по солидарна подршка. За следните чекори што ќе ги превземат, меѓу кои дали навреме ќе почне второто полугодие од учебната година, ќе одлучат дополнително. Кои ќе бидат тие други порадикални средства кои што ќе се превземат, вклучувајќи ги од тука и Сонка, кој е еден од гранските синдикати, кој што во една прилика и најави дека почетокот на учебната година ќе биде по знак прашање. Исто така, сакаме во оваа прилика да истакнеме дека очекуваме притисоци од актуелните директори, градоначалници и така натака по хиерархија, по вертикала, представници на власта, врз синдикалните лидери, врз синдикалните председатели, како и врз членството, со обид да се спречи јавниот протест кој што е најавен за среда. Како што е најавено, секој обид за спречување на овој протест ќе биде под лупа на светските синдикални организации.